Благодарам за дадениот збор, заменик председателе. Почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, денес зборуваме за предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи и во самиот увод на Законот стои дека станува збор и се особено води сметка за рамнотежата меѓу приватниот и професионалниот живот како неопходен елемент во животот на работникот, како би можел тој да биде поефикасен и мотивиран на работното место. Тргнувајќи од тука, каде што на централно место стои работникот, неговиот живот, неговите вредности и вложувањето и нашите тенденции во вложување на човечкиот капитал, треба да водиме сметка на тоа како работникот понатамош во работата и во дејностите во кои што ги работи, ако испаѓаат во работа, во неработен ден, недела, и надоместокот, односно додатокот на плата за работа во недела, што треба да ја добие и изнесува околу 50% за секој час поминат на работа, оваа вредност за додатокот за плата за работа во недела е постигната како заложба и борбата на синдикатите, а не на власта. Ова македонската јавност треба да го знае. И во воспоставувањето на рамнотежата меѓу професионалниот и приватниот живот мора да се истакне тоа дека, па поготово јас дека доаѓам од здравствениот сектор и каде буквално не се знае што е работен, а што неработен ден, меѓутоа кога додатокот за плата за работа во недела, во неработен ден, кога се исплаќа редовно, и токму во висина, како што е тоа според колективниот договор, според законот сега, што ние го носиме, што треба да го донесеме, Законот за работните односи, доколку се почитува оваа одредба, доколку се почитува членот 6 ставот 6 во членот 2, работникот итекако ќе може да ја воспостави рамнотежата меѓу професионалниот и приватниот живот. Меѓутоа, имам една дилема и прашање кое што сакам да го поставам на госпоѓата министерка, колку тука Државниот инспекторат за труд ќе се вложи и колку ќе може да успее да го контролира тоа, дали работодавачите во време кога има економска криза, здравствена криза, кога државниот сектор треба да се стабилизира, и кога власта треба да се справи со сите предизвици кои што ги носи оваа пандемија, оваа здравствена и економска криза, колку во овие услови работодавачите ќе успеат да го направат, колку Државниот инспекторат ќе може да допринесе во контролите, или тоа ќе биде само алиби на работодавачите да ги отпуштаат работниците од работните места. А ќе кажам, повторно ќе потенцирам, дека доколку работниците уредно го добиваат овој додаток за плата за работа во недела, која што изнесува 50% за секој час поминат на работа, ќе можат да ја воспостават рамнотежата меѓу професионалниот и приватниот живот, ќе бидат мотивирани на своите работни места, меѓутоа дилемата е дали во една ваква криза, во една ваква економска и здравствена криза, носењето на ова предлог законско решение е во ред, дали не треба да се одложи за некое друго време, кога ќе бидат економскиот сектор стабилизиран и кога владата ќе се справи со предизвиците кои што ги носи здравствената и економската криза. Благодарам.